Да, сосема накусо, бидејќи мислам дека е ова важна дебата и во добар правец сега оди, да сите да се обидеме да им објасниме на граѓаните дека е ова во нивен интерес. Велиме да се плашат граѓаните, точно е дека на нивната територија ако се направи таа санитарна депонија, дека тоа ќе биде за нив некоја опасност, но мислам дека ова добра прилика да објасниме дека тоа не е така и дека ова што сега се случува во сите општини, нема општина каде што нема, мислам дека се не знам колку 500 или така тие сметлишта, диви депони низ цела држава. Дека тоа сите многу повеќе не загадува и ни го уништува здравјето. И не знам, мислам дека тоа треба да биде главната порака, дека ова сега што го имаме, овие диви депонии се нешто што е страшно и што треба што побрзо да се реши. А санитарните регионални депонии кои што се планираат и се надевам на вистина дека барем еве ова која е во најнапредна фаза ќе може да се реализира, дека е тоа решение на проблемот и дека не треба да стравуваат дека таа некоја регионална депонија ќе им предизвика загадување на почвата, на водите, на воздухот и дека такви примери на вистина има насекаде во Европска унија. Еве ја спомнав Љубљана, бидејќи нели Љубљана е синоним за зелен град. Ако таму има и функционира, нема зошто ние да стравуваме. И мислам дека и одговорноста на сите нас како политичари и особено како представници од политички партии е голема, бидејќи многу често наместо да праќаме пораки позитивни за поддршка, ние сме вклучени во застрашување на граѓаните и користење на нивниот страх во една негативна конотација. Благодарам.